Физички напад доживеал Јоцо Серафимов од селото Градец Виничко, при што се здобил со видливи телесни повреди, заради кои завршил во болница. Вели дека сторител на нападот бил негов соселанец, кој без причина се нафрлил и го удирал безмилосно, пошто тој паднал во безсознание, па ни самиот не знае како се спасил од тупаниците. Предходно насилникот се обидел да го потпали помошниот објект во близина на неговата семејна куќа. Настанот се случил пред околу една недела, пошто најблиските од семејството го пријавиле во полициската станица во Виница. Значи инспектори се доаѓали тука, извештачили се, направили се како што треба и чекаме резултати. Пријавиме, полицијата треба да си преземат мерките. Ако не се преземат, значи има и други надлежни за да идеме напред. А не може така да некој да прави тука нереди по село, по градови. Полиците за тоа и треба да се преземат они мерки. Серафимов вели дека станува збор за лице чиј идентитет е познат, па очекува надлежните да преземат мерки против него. Освен неговото семејство, загрозени за својата безбедност се чувствувале и соседите, затоа што имало закани дека ќе бидат подпалени и околните куќи. Братот на оштетениот вели дека се уште се видливи трагите на објектот што требало да биде подпален, но и од насилството врз лицето на неговиот брат. Има тешки повреди, после пожаро се деси тепачка. И да не е било едно лице, на место ќе се го утепали. 4 барчеди. Вие знаете ли за кој лице? Да, знаеме, се е пријавено, сите дојдоа инспектори, сите сликаат тука, дојдо онадеа, тоа се деси у петок вечер. У петок вечер, ја го веќе на недела, нема ништо. Ние сме уплашени сите и комшии, и комшиите, да не се били комшиите, ќе изгорела цела мала тука. А е подметено на пожаро со бензин. Серафимови не знаат дали инцидентите што ги доживеале можат да се повторат, но и понатаму стравуваат за својата безбедност. Затоа бараат надлежните да преземат поефикасни мерки против насилникот, за да се врати мирот во населбата.